Покрај правото на работникот на заработувачка плата, има право на надомест на трошоци поврзани со работата. Според последните измени на општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството од 14 јули 2015 година, предвидено е регрес за годишен одмор во висина од најмалку 40% од основицата. Услов кој треба да се исполни за регресот за годишен одмор е работникот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај ист работодавач. Со колективен договор на ниво на дејноста или колективен договор на ниво на работодавач може да се утврди регрес за годишен одмор во поголем износ од износот утврден со овој колективен договор. Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во текот на годината, што значи до крајот на годината сите работници кои го исполнуваат условот за регрес на годишен одмор треба да им биде исплатен од страна на работодавачот, во спротивно се пропишани високи казни. Износот на регресот се утврдува според основицата на платата која важи на денот на донесувањето на одлуката за исплата. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во август годинава изнесува 22.294 денари и во однос на август лани е зголемена за 1,9%, објави денеска Државниот завод за статистика. Зголемувањето се должи пред се на повисоката просечна месечна исплатена нето плата по вработен во секторите градежништво за 10,1%, административни и поможни услужни дејности за 6,6% и преработувачка индустрија за 4,3%. Намалување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во однос на претходниот месец е регистрирано во секторите информации и комуникации за 3%, преработувачка индустрија за 2,2% и трговија на големо и трговија на мало и поправка на моторни возила и мотоцикли за 0,9%. Просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во август годинава изнесува 32.789 денари, а 1,2% од вработените во Македонија не примиле плата.